Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 648 издание, а првата епизода во неделата секој месец. Во Дансе Макабре се обидувам да биде традиционално посветена на светската музичка сцена, односно своевидно прислушување на тоа што било актуелно изминатиот месец во дисторзираните звучни пространства, па затоа овој месец го започнуваме со втората аудиотека за оваа сезона, посветена на најквалитетните албумски остварувања за април. Во втората аудиотека ќе ви говорам за повратничкиот двоен албум на јужначките металци. Втор ќе биде албумот кој е плод на уникатната соработка на најбрзиот и најспориот бенд во светот. Третиот е најдобар доказ како треба дед металки да свират треш метал. За четвртиот албум ќе кршат вратови и дедкорци и хардкорци. На петтиот ќе биде уште еден доказ зашто дед метал ветерани удираат најсилно, а последниот албум за вечерва доаѓа од нашиот јужен сосед, кој на најдобар можен начин стана амбасадор на балканскиот мелос ширум светот. Така што, седнете, опуштете се, поаѓаме на соничното патешествие низ дисторзираните музички меридијани. Емисијата вечерва ја започваме со композицијата Good God Final Dawn, односно композиција која исто така го отвара и новиот албум на Corrosion of Conformity, односно Good God Bad Man. Потоа следуваше Give Me Some More и Bedouin's Hand, за во продолжение да ја слушнеме втората половина од овој албум, односно слушнеме Bad Man со насловната композиција и Asleep on the Killing Floor. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност со бора против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци. Секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Дансе Макабре е отпор против колективната глупоќа, празнината на насловите, брзиот клик и грабежот на вештачката неинтелигенција. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 648 пат. Јас сум Златко Ѓеревски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Доколку некогаш сте навлегле или сте се соочиле со светот на метал музиката, баш подетално, ќе знаете дека таа открива што има во темнината, а не ја создава, и бара слушатели кои не се плашат да се соочат со артикулирање на тоа што се негира, и тогаш ќе согледате дека тоа е еден од музичките жанрови со најголем број на поджанрови, односно има над 100 поджанрови кои се плод на меѓусебно амалгамирање, или пак уникатен изблик на нечија визија која побарала од музичките критичари да биде категоризирана како засебна форма на изразување. Затоа во овие изданија на аудиотека ќе се обидам на од различен метал поджанр да ви приложам најквалитетни остварувања за поможност да се огледате колку е диверзитетна оваа музика, за потоа да не ве слушам како зборувате во јавност дека метал било те едно те исто. Тоа значи дека има предводници од секој жанр, носачи на пламенот, кои со нивните уникатни и автентични подвизи се стожери, кои го дефинирале звукот, и се разбира дека после нив се појавуваат и лјадници бендови кои се обидуваат да го копираат стил, за да може и тие да застанат, барем за кратко под светлото на рефлекторот, но секојаш ќе останат во нечија сенка. Тоа значи дека има секакви бендови, од тие што имаат што да кажат и снимаат албуми, до тие што немаат што да кажат и сепак снимаат албуми. Ако не ја слушате оваа музика, тоа е ваш проблем. Дефинитивно вие губите. Првиот албум за вечерва е Corrosion of Conformity и нивното издание Good God Bad Man, така што емисијата вечерва ќе започнеме со едни музички ветерани, гиганти кои се на американската хеви метал сцена уште од 1982 година, од кои првото албумско издание им е од пред 42 години, така што во прашање е проверен и добро етаблиран бенд кој знае што прави кога ќе ги земе инструментите во рака. Односно, таков е случајот со дружината на Пепер Кинан и Вуди Уедермен, кои го предводат бендот Corrosion of Conformity низ бројните трансформации кои ги имаат низ годините, нивното распаѓање и повторно појавување на сцената кога ќе имаат што да кажат, се разбира, кои последните удари ги добија
баш по смртта на Рид Молен и напуштањето на долгогодишниот басист на бендот Майк Дин. Но Пепер и Вуди собраа сили и нова ритм секција со Боби Ленграф на бас и Стентон Мур на тапани и не снимија еден, туку издадоа двоен албум со насобраната музика во студио која се создавала и го поделија на две целини, кои протирачат една на друга како своевиден контрапункт. Момците од Северна Каролина, како што ви напоменав, активни се уште од раните 80-ти години на сцената, која ги издаваат албумите Eye for an Eye од 1984 и Animosity од 85-та, кои се по влијание на хардкор, панк и кросовер треш сцената. Своето пробивање на мејнстрим сцената го достигнуваат со Blind од 1991, Deliverance од 94-та и Wise Blood од 96-та, кога се наклонуваат на стонери на јужначкиот призвук и заминуваат на турнеја со Металика и почнуваат нивната дружба до ден денес која што трае. Во 2000-тите имаат еден неуспешен потфат со America's Volume Dealer од 2000-та и еден успешен со In the Arms of God од 2005-та, за да започне нивното повлекување од сцената кон крајот на 2000-тите и во 10-тите вадат 3 албуми. Corrosion of Conformity 2012-та, 9 од 2014-та и No Cross No Crown од 2018-та, а со неколку реоформувања со поставите од првите албуми и нивни турнеи во меѓувреме, направија, што значи дека нема албум 8 години пред да го добиеме од нив новото остварување. Сродни бендови на нивниот звук се нивните пријатели од Down, Crowbar, Clutch, High on Fire, Kyuss, Orange Goblin, Fu Manchu, Monster Magnet, Weed Eater, Spiritual Beggars и листата ќе нема крај ако се додадат и тие кои имаат и панк влијание, како Corrosion of Conformity на почетокот. Значи, помешајте сладжи со јужначки рок-н-рол влијанија и мрцнете го во малку психоделија за да фатат стонери хеви елементите, а кога е во прашање јужначкиот аспект, тогаш капа симнува Corrosion of Conformity кон великаните Grand Funk Railroad, ZZ Top и Lynyrd Skynyrd. Како што албумот е поделен на две хемисфери, така условно кажано можеме да земеме предвид дека на првата страна се наоѓаат подисторзираните хеви панкерски влијанија кои ги имаат, додека пак јужначкиот рок-н-рол е на втората. Уште една насловната композиција која го отвора албумот може да наслушнеме дека со масивните гитарски рифови нагазуваат на педалите за газ, додека се поместува реалноста. Има рокерски композиции кои си газат со нивното мид-темпо, како што се You or Me, со Black Sabbathовски пресврт насреде, која е надополнета од наредната адреналинска, панкерска и рифаджиска Gimme Some More, на која гостува Ал Јоргенсен од Ministry. А додека сме кај сабатовските фазерски сегменти од бендот, The Handler е најдобар доказ за тоа джемање и таа мислам дека тука ја отвора можност за поп-психоделичниот аспект кој го овозможува Bedouin's Hand со перкусивното лирично патешествие низ пустинестите предели, за да биде комплетирана првата половина од Run for Your Life, нивната 9 минута Free Bird, ако повеќе сакате, од Loud ерата на Metallica, со интермедијални засеци која на некој начин и ќе ја најави втората половина. А на втората половина, насловена Badman, каде во фазон на I Shot the Sheriff навлегуваме во фанки Southern Boogie на каубојците од Северна Каролина, кои не ги штедат гитарските сола. Lose Yourself, содржи малку по-прогерски елементи, но се уште се држи до сабатовските рифовски принципи, само милион мили од домот во потрага по ветената земја надвор од земјата. Мандра Сонос пак е едноминутна кантри интерлуда која е кратко загревање иницирано од нагласената бас линија со масивната и разорна Asleep on the Killing Floor, каде експлодира бендот во втората половина. Возот доаѓа со Handcuff Country, каде Corrosion of Conformity звучи како да отвораат свирка на ZZ Top, а фанки фризвукот го задржуваат и на Swallowing the Anchor, на која не и фали каубел, ниту па гитарско соло. Баладата на албумот е одметничката акустика на Brickman, која звучи како прераскажана беседа како неуспешно се бркаат демоните од главата, ако Brickman не дојде, се разбира, дури ни по милозвучното гитарско соло. Албумот го затвора прекрасната Forever Amplified, засилена со вокализацијата на госпел пејачката Анџелика Джели Джозеф, нивно условно кажано The Great Geek in the Sky. На одличната обивка на Push It, односно на Brian
Шројдер, кој има работено со Мисфици и Металика. Најдобро се илустрира звучната поделба на изданието, каде лево гледаме едно демонско представление, а десно едно ангелско двоглаво крилесто представление, застанати во иста поза, но реализирани со различен колорит. Црнокрилестиот со црвен мурал, а белокрилестиот со сина позадина. Албумот го издава Nuclear Blast, со кој соработуваат и на претходниот албум, а за прв пат е продуцирана страна на Warren Рикер, кој има работено со Пепер заедно на албумите на Down. Иако јас сум првиот што ќе фрли камење на двојни албуми, на кои им нема место во денешното брзо темпо на живење и представуваат само задоволување на егото на музичарите, кои не умеат да исфрлат медиокритетни песни од нив, ама во случајот на Corrosion of Conformity се многу приземјени и двојниот албум го спаструваат на саат време материјал, кој е доволно обемен за да може да уживаме во сите аспекти на нивното музицирање и да допреме и до рифовската и до психоделичната страна на култниот бенд. Вториот албум за вечерва е продукт на соработката на најбрзиот и најспориот бенд во светот, кога ќе седнат во студио и наместо да одлучат да издадат сплит албум, решаваат да свират заедно, да се ги именуваат улогите и да направат долгосвирачко издание кое е продукт на нивната колаборација, каде секој подеднакво придонесува во неговото комплетирање, иако неизбежно е да налегне на едната страна во дадената ситуација, тоа е слач провениенцијата. Во прашање се радоначалниците на два значајни метал правци, најпрвен сладжерите меѓу гранџерите, односно бендот од Монсанто Washington Milvins од една страна и од друга страна се грајнкор титаните Napalm Death од West Midlands од Англија. Ви ги напоменувам малите места од кои доаѓаат за да сватите дека големите музички револуции не се случуваат во големите градови, туку во малите места на кои постојано врне и луѓето немаат што да прават, туку се затворени во гаража и свират. За потребите на овој албум од Milvins учествуваат Buzz Osborne како вокал и гитара и тапанарот Дейл Кровер, додека пак од Napalm Death учествуваат вокалот Барни Гринвей, гитаристот Шейн Ембури и басистот Џон Кук, кои ја составуваат формацијата на бендот. Не знам колку е потребно да ви говорам за музичката предложка на екстензивната дискографија која досега ја поседуваат и двата бенда, каде Milvins се докажаа досега на нивните Bullhead, Lysol, Houdini, Prick, Stonewitch, The Maggot, кои може да се рече дека се иницијатори на многу музички жанрови, од гранж до слач, до doom, до сите сродни тешки дисторзирани музички правци. Слободно може да го назначиме бас како нивен кум, додека пак ако зборуваме за агресивната музика, не смее да се занемари уделот кој имаат Napalm Death, односно од татковците на грајндкор музичкиот жанр, каде со нивната фузија на death metal и панк го измислуваат новиот музички правец, преку култните албуми Scum, From Enslavement to Obliteration, Harmony Corruption, Utopia Banished, The Code is Red, Long Live the Code, и која година и да се појават со нов албум, ќе доминираат на сцената како и претходно. Ти имаат два пати свирено кај нас, ако не грешам, Milvins ниту еднаш, така што треба бас тоа да го поправи. Барни го води 2-0. Некаде мораше да натежне овој албум, иако за волја на реципроцитетот, односно музичката рамноправност во синергијата, јас би посакал топката да биде почесто и во посет кај британците, меѓутоа несвесно одлучено е да нема многу натегање и албумот да е поблизок да сладжи со ничните предели, многу малку се наклонува кон грајндкор домените, иако баш би сакал да видам како бас и неговиот тапанар ќе се снајдат со брз ритам и рифови или композиции од една секунда. Но нема да го добиеме тоа од нив во ова издание, повеќе ќе се игра на спората и мрачна димензија која ја поседуваат Milvins. Некаде ќе бараме сличности со сладжерите како Acid Bath, Kylesa, Neurosis, Crowbar, I Hate God, ама ниту еден од нив нема да се дрзне на бизарните експериментирања кои ги имаа албумот. Добро, можеби Борис и Neurosis тоа би го правеле, меѓутоа нема тоа да звучи толку бизарно и абстрактно како што е тука. Албумот сосема соодветно агресивно го отвара Tossing Coins into the Fountains of Fuck, каде сите влегуваат со две нозе, Барни се дере, а бас гази со сладжерските рифови, има место и за некое соло. Some Kind of Antichrist е најмасивната на албумот, која започнува со мелвиновски рифови, на која се додаваат сите гитари и сајзери, звучат како уреди на домаќинство, а бас и Барни се надвикуваат еден со друг, која секако дека има еден средишен психоделичен сегмент со роботизиран глас за експерименталното секвенционирање и осцилирање на звуци, да се рефлектира и на
Awful Handwriting, која започнува со една своевидна одсеченост под која гроула Барни, додека се речат недоизговорените фрази на бас, односно осликувајќи како би звучал лош ракопис. Во средиштето на албумот започнува да врне во Nine Days of Rain, на кое сеќавањето на сонцето бледе за обединетите вокали и остануваат само ефектите на гитари, која ровари и се подготвува да експлодира, но не попушта. Затоа на Rip the God се подсетуваме зошто басовите и гитарите се пуштени до немајкаде во Melvins, пред да го слушнеме заводливиот, а сепак гнасен риф на бас, односно абјектен, што ви рекле, јавувајќи го тој лежерен, спорадичен бран. Stealing Horses од друга страна пак почнува со фуриозен и разигран риф, забрзувајќи го темпото пред завршувањето на албумот, и Comparison Is the Thief of Joy го засекува течението затоа што е бизарна експериментална инструменталка со понирање на пулсирачки звуци и перкашен, чкрипења, одек на женски гласови, наплиснување од секаков тип, како што Шейн сум навикнал, например, да го слушам кога си игра со неговите проекти во Napalm, со нагласена карневализирана мелодија на синтесайзер, како навирање на разноврсни спомени кои што пулсираат во нечија глава. Албумот го затвора Dead Hour, која ја надвиснува гигантен мелвиновски риф и прострелни гитарски сола и мелодии околу кои урла Барни во далечината, во некоја пештера, планина, додека се одвива неартикулиран разговор во близина и заврши албумот со сайзерот од Jump на Ван Хален, затоа што им се може. Сопругата на бас го составува колажот на Пеколната кралица, искористен на обвивката на албумот, кој се разбира дека е доволно чуден и експериментален да го најде своето место на единствениот дом наменет за тоа, односно на Ipecac Records, издавачката куќа која раководи сеньор Майк Петон од Faith No More и снимена на теренот на Melvins, односно во нивното студио во Лос Анџелес. Целта на експерименталните албуми не е само да се создаде неслушлива музика од хипстерски побуди, да се биде несватен, туку да се тестираат самите музичари, да излезат од зоната на удобност и пред се ја најдат границата на собствената менаџерија на звуци и откријат нешто што можеби не биле свесни дека вирее во нив. Таков експеримент е оваа соработка на Melvins и Napalm Death, најспориот и најбрзиот бенд, најдоа музичко есперанто, очудувачка интерлингва на која се изразија во овој бизарен албум. А од нив ќе имаме можност да ја слушнеме Tossing Coins into the Fountains of Fuck, Awful Handwriting, Nine Days of Rain и Rip the God, и потоа ќе преминеме на Nervosa, односно на композиција од нивниот нов албум Slave Machine, односно слушаме Impending Doom, Slave Machine, Ghost Notes и You Are Not a Hero, и потоа се враќам во етер да ви говорам што точно содржи овој албум. Уживајте. Тоа значи дека вечерва ќе слушаме музика од јужначки метал, експериментален сладж, dead trash, deadcore, dead metal и мелодичен black metal бенд, така што се надевам дека за секого ќе има по нешто од понудата, затоа што метал содржи витамини кои се потребни за секое тело, вашиот мозок и срце и секој атом помеѓу, за да се зајакне вашата перцепција, а не да негодувате дека била гласна музиката. Сите албуми ги преслушав заедно со Патрик Бейтман, јас имам мои белешки, а тој има негови забелешки на нив, а понекогаш мислам дека ми тера и наед само затоа што му се може, иако не е во право, ама јас имам мои согледби кои ви ги представувам вечерва за вие да си дојдете до вашите видувања и заклучоци, а на Бейтман му останува само да убива многу луѓе. Го користам него како лајтмотив во аудиотека за пародични цели, затоа што неговиот елитистички снобизам во American Psycho е поим за автодеструктивноста на музичката критика, која се сведува само на надувување на егото на критичарот и го оправдува својот невкус со неаргументирано искривување на вистината за своите потреби. Затоа никако не можеме да се разбереме со него и секогаш ќе биде синоним за тоа како не треба да се критикува една уметничка творба пред се, ако се нема познавање и вкус за тоа. Третиот албум за вечерва го создаваат ревностни девојки од Сао Пауло од Бразил, со кои нема зезање, односно во прашање се дед трешерките Nervosa, предводени од гитаристката Прика Амарал, која за потребите на албумот ги презеде и вокалните должности и
поставата претрпе големи промени со тоа што ритам секцијата сега ја сочинуваат Микаела Најденова на тапани и басистките Хел и Емели, со оглед на тоа што Фернанда, која беше басистка и вокал, заедно со Луана го напуштија бендот и премина во крипта. Така што тензично беше на брзинската сцена, но оваа поделба роди два бенда во кои ќе може да уживаат слушателите. Бендот е активен од 2010 година и тоа составен од Прика и Тора, за кога ќе се зацврсти поставата со Луана и Фефе да изградат 3 албуми до тогаш: Victim of Yourself од 2014, Agony од 2016 и Downfall of Mankind од 2018 и се убијат од свирење на секаде низ светот. За време на пандемијата настануваат тие креативни несогласувања за стилските одредници на бендот и Фефе и Луана ја оформуваат крипта, а како четворка Нервоса во 2021 сезона го снимаат Perpetual Chaos. По снимањето на албумот 3 члена го напуштаат бендот, вклучувајќи и новата пејачка Дива Сатаника, па затоа со Прика како вокал и двете басистки го издаваат Jailbreak од 2023, а стилистички секојаш се движеле на нивната успешна формула на легура помеѓу death metal и thrash metal. Затоа и слични на нив секако дека се Havok, Suicidal Angels, Destruction, Creator, односно на севкупната германска школа на thrash metal великани, кои се постраат со нивните нови албуми, а Нервоса го издадоа најдобриот германски thrash metal албум кој е направен од бразилки, односно бразилски Holy Moses, што би рекли. На тој начин доаѓаме и до Slave Machine 2026 година, каде во експлозивната Impending Doom може да ги наслушнеме рифаџиската агресија и милозвучната мелодија во солото, без да се занемари екстремната агресија која ја носи со себе бендот и умее како да се справи со рефрените за да се истакнат од останатите строфи, како што ќе се докаже и на фуриозната Slave Machine, где треш бравадо со мелодичен и запамтлив не монотон рефрен, без да заборават кои се при канонадата од рифови. Ghost Notes има немилосрден трзај од кој се кинат вратови, како што треба да имаат и Креатори и Арченеми, например. Има, ама немаат, за да се успори темпото насреде и создаде простор за повторно градирање на мелодијата за злобниот рефрен во Fade Out. За Beast of Bourbon не може треш албум да има песна без лажни рифови, такво ефективно нижење на машинеријата на рифови има тука, каде рефренот е погневен од строфите, за разлика од претходно, така што очекувате и пресврти насреде композицијата. Во You're Not a Hero, се извинувам, помеѓу шрапнелите од рифови треба да дојдат до збори и басистите на строфите, затоа што не ни треба херој, посебно не од некој што не е, иако се крие за маската на правдата, како што опеваат. Хейт, за разлика од останатите, постепено се гради од гитарските мелодични лидови и ритам секцијата за да дојде до израз громогласниот риф. Умешност е да се спакуваат сите овие елементи во 3-минутни композиции во што успева Нервоса, меѓутоа прашањето е дали ќе може до крајот на албумот да се растегне проверената формулаичност. Одговорот на прашањето е во втората половина, го дава The New Empire, каде си играат со тремоло и интригантни екзотични мелодиски лидови, непречено скокајќи меѓу различно темпо. 30 Seconds не ги штеди бластовите, одсвирени во нивен стил се разбира, со мелодичните death metal ликови покрај кои се провлекува и по некој клин вокал. Crawl for Your Pride се навраќа на бомбастичните рифови и мелоди лидови за рефренот, каде крајот на албумот веќе се надзира во Learn to Repeat и може да забележиме дека веќе стануваат репетитивни и им се троши муницијата и убаво би било да речат да го збогатат арсеналот со некои поразлични решенија, иако агресијата не губи на својата субстанцијалност, се провлекува низ цел албум, особено на The Call, каде RPG-ата од солата треба да се компатибилни со несопирливата рифаџиска агресија, за албумот да го заврши Speak in Fire, едно мид-темпо корнење на рифовите. Омото на албумот е на Alcides Burn, кој е доста впечатлив, односно на него можеме да видиме анфас на скелет на кој му е залепена етикета на устата за да биде машина која робува, од која се изведени запчаници во позадината како илустрација на невозможноста да се излезе од системот на поврзаности во кој е впрегнат пред се роботен на
еден спој помеѓу човекот и машината во гигеров начин. Тие постојано издаваат за Napalm Records, па таков е и случајот и со нивниот нов албум. Чирак од кога ќе го надмине учителот не значи дека има потврдено учителот, тоа само нашите неживеани уредници и ментори никогаш не го сватија, затоа што имаат кусок на светоглед, па затоа креатор Destruction и Sodom треба да се горди што девојките растеле со нивната музика и денес имаат композиции кои може да се носат со нивните денешни изблици и така треба и да биде за Нервоса да мотивираат нова генерација на музичари и музичарки кои што ќе им станат пандани и ќе се обидат да ги надминат со нивното дело. Честа на брейкдауните ќе биде одбраната на четвртиот албум за вечерва, односно на американскиот деткор бенд од Флорида, кој мечи со нивниот тежок звук уште од 2014 година до ден денес. Станува збор за Body Snatcher и нивниот нов студиски албум Hell is Here, Hell is Home. Првите албуми ги издаваат во Stay Stick, односно со тоа се албумите Death of Me 2017 и This Heavy Void од 2020, додека пак потоа издаваат за MNRK Heavy, односно тоа се моќниот албум Bleed Abide од 2022 и се разбира новиот албум, нивниот четврти поред, додека пак имаат уште неколку EP изданија во меѓувреме на кои има забавни гостувања, односно Abandonment од 2015 и Vile Conduct од 2024, како на пример Dick Allen од Infant Annihilator и Jamie Justo од Hatebreed, како да го дадат нивниот печат, се разбира, за поседувањето на квалитетот на овој бенд. Најчесто барам да не биде исклучиво хардкор бенд во прашање кога ќе го презентирам во емисијата, туку ми е тоа е станува многу формулаично, поради има за мој вкус уште нешто што ќе го издвои од останатите и така што Body Snatcher се комбинаторика помеѓу френетичноста на деткор и beatdown хардкор со спориот и болен брейкдаун, кој срушува градови како земјотрес, предизвикан од тројцата Кајловци и Крис. Може да ги категоризираме како бенд кој со својот звук може да се носи со едни Traitors, Paleface Face, Black Tongue, The Last 10 Seconds of Life, Spite, All Shall Perish, Bound in Fear, Severed by Dawn, Float Face Down, Ion Dissonance, ма има огромен број на бендови кои позајмуваат дури и од слем, и од хардкор панк, и од new metal елементи за да се направи таа нивна фузија на звук. The Maker фуриозно го започнува албумот со своите деткор чинители, навраќајќи не дури на кромањоните, каде на звучно рамниште се рефлектира примитивната звучна агресија како примордијален, односно праисконски израз на и повеќе како рефлекс за справување со надоаѓачкото зло, без разлика дали се пробитни чудовишта опрашање или помодерни чудовишта. Човечката природа е насилна и на тој начин комуницира. А во случајот на бендот илустрирано е со тешките и успорени брейкдауни, плејада на пинч хармонии, предупредувајќи не дека треба да се плашиме, докажувајќи дека Body Snatcher се мајстори на колаути. Right and Coil и тоа како го забрзува темпото со фуриозни рифови се подпира и на хардкор мошинг страната на бендот, каде се пресметуваме око со змиските непријатели во брейкдаунот. Експедитивната Plague of Flies поминува прострелно со секое паднато тело, ќе се навикнеме веќе на мирисот на лешеви од катаклизмата со колаутот Lights Out Motherfucker, Wish I Could Be The One To Pull The Fucking Trigger. Веќе станува јасен начинот на кој насилно се удира со металкор елементите на почетокот на композицијата, како и во May Your Memory Road, каде на мајк му честитаме ден на таткото и да се задави на вистината со одредување на блиските, што значи дека композицијата ќе се успори за да се соопшти пораката на брейкдаунот. Violent Obsession постепено добива на звучна деткор гнасотија, гушејќи го слушателот, затоа што нема бегање од насилство, особено нема тоа во домот, со соодветен тустеп и продорен дисторзиран бас од пеколот, затоа што не сме ништо освен место за злосторство, како што ќе дознаеме во брейкдаунот. Гневот се истура и против религијата во No Savior со мрачен моловски разложен акорд кој повлекува спори рифови за да боли повеќе кога се гмечат лажни идоли во пеплосан рај под ударите на дуплиот бас, така што не барајте спасител во оваа композиција. Во Blade Between the Teeth се притиснува сребрената лажица во устата додека не се задавиш на неа, се
со секакви флажолетки и дупли басови, скокање во темпо и секој удар на добош крши коски. Two Empty Caskets е отстранување на живот на пијани возачи по брза постапка со ропот на разорни рифови, ама коски нема да најдат во оваа песна. Тоа е барем загарантиран. Наклонување кон хардкор страната има на Survive or Die, зашто ќе се погрежи гостувањето на Скот Вогел, вокалот од Терор, кој ќе запраша во светот на ловци и плен, бирај што ќе видиш. Албумот го затвора Hell is Home, во која дознаваме дека човечкото постојање е пропаднат експеримент на најекстремен деткор начин со длабок грол, цврсти рифови и нескршлива ритам секција. На обвивката Роб Борбас има нацртано двајца животински мршојадци, како се имаат фатено в гуша, односно мене што ми наликува на волк кој гризе змија, значи борба на сите зла во дивината. Подиснечер најдо начин како да го упатат гневот на различни адреси и да удрат таму кај што најмногу боли, во растурените семејства, во загубените вредности, против непријателите и религиозните малверзатори на народот. Човекот ја прифаќа својата насилна страна како начин на комуникација и себезаштитување од прачовек па се до ден денес, само што се менуваат чудовиштата. Некогаш биле животните мршојадци, а денес се човеколиките мршојадци, непријателот. Така што во продолжение на емисијата ќе имаме можност да слушнеме композиција од овој албум, односно да слушаме Violent Obsession, потоа The Maker, Right and Coil, May Your Memory Rot и No Savior, доколку имаме време се разбира, и ќе продолжиме со Immolation, односно со композиција од нивниот нов албум Descendant, и ќе слушнеме композиција The Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath и Attrition. Потоа се враќам во етер да ви говорам што друго содржи овој прекрасен, нивен, агресивен албум. Уживајте. Ние и не сме толку далеку од оваа метал сцена за која ви говорам денес. Имаме 100 албумски изданија од домашните метал артисти кои сведочат дека и кај нас се создава авторска музика во овие домени и голем број на светски метал артисти имале концерти во нашата држава, благодарение на макотрпната работа на домашните букинг агенти кои го менаџирале нивното доаѓање на фестивалите или па на соло концертите кај нас. Во минатото беа зачестени овие гостувања, кога имаше каде да се свири, односно постојаше Скопски саем и непречено се раководеше салата 25 мај во МКЦ, а исто така постоја Вулкан, Кастро, Зимска и Летна Хавана за помалите концерти од 50 до 200 посетители. Денес, со затворањето или нефункционирањето на овие локации, се создаде огромен удар и на домашната сцена, каде ниту домашните метал бендови имаат каде да свират, затоа што потребно е солидно озвучување за да може да се слушне еден 5-член бенд со 2 гитари на бина, без да имаат монитори, место за движење или разгласи. Тоа се должи на недоволното инвестирање во кафулињата кои се пренаменуваат во простории за вакви свирки или се погребуваат бендовите да свират во подруми без воздух за дишење, за колку да се рече дека имало свирка. За мене тоа е непочит на сцената и не може да се добие квалитетен звук без соодветно вложување за да се направи сечи настан да биде представителен. После тоа ќе зборуваме колку било исплатливо, кога основните параметри за свирење ќе бидат исполнети, затоа што сцената не се гради од фестивал до фестивал. Сцената се гради секој викенд, секој ден. Кога ќе сватите дека Дансе Макабре е дел од метал сцената и со овие анализи, интервјуа и извештаи од концертите придонесува во нејзино популаризирање и промовирање, само што нејзините учесници имаат попаметна работа во животот колку да слушаат што имам јас да кажам, затоа што нели се сезнајни, ќе продолжат со нивното систематско уништување на тоа малку што има преостанато од нашата сцена. Не ни треба некој надвор да ни ја уништи, самите сме заслужни за незината детеријација. Пред последниот албум за вечерва одлучив да биде најпредставителниот од дед метал сцената кој можев да го преслушам минатиот месец, а кога се опрашање гигантите кои не само што ја имаат создадено сцената, туку се уште творат со нови изданија, морав да го издвојам албумот Descent од њујоршките дед металци Immolation.
За нив мора да знаете дека се предводници на њујоршката death metal сцена, која ја сочинуваат и Incantation, Mortician и Suffocation, кој поголем монструм на самата сцена. Меѓу нив е и бендот од Yonkers од Њујорк, кој постои на неа под називот Rigor Mortis уште од 1986 година, значи 40 години се активни. Од оваа постава денес се останат само гитаристот Роберт Вигна, од кој и басистот и вокал Рос Долан има долг стаж, кога го наоѓаат во 1988, кога прави промена самиот состав и го менува името од Rigor Mortis во Immolation и кон крајот на 80-тите снимија 2 демоа, кои доаѓаат до Roadrunner, со кои подпишуваат договор за да го издадат сега веќе култното нивно деби остварување Dawn of Possession во 1991 година, за потоа да го напуштат тој лейбл и заминат издаваат за Metal Blade, каде ги издаваат трите албуми од 90-тите, Here and After од 96-та, Failure for Gods од 99-та и Close to a World Below од 2000-та. Наредните три албуми во 2000-тите им се издадени за францускиот независен лейбл Listenable Records, односно Unholy Cult од 2002, Harnessing Ruin од 2005 и Shadows in the Light од 2007, а во 2010 започнуваат со работка со Nuclear Blast и за нив го издаваат Majesty and Decay од 2010, Kingdom of Conspiracy од 2013, Atonement од 2017 и нивниот 10-ти албум, кој што станува, нивниот 11-ти албум поред го издаваат во 2022 година и гласи Acts of God, за 4 години подоцна да го добиеме нивниот 12-ти албум. Не дека тие стоја со скрстени раце, туку не престанаа со турнеи и тоа многу опасна комбинација се пакетите во кои учествуваат, дали со Obituary, со Blood Incantation или пак на европската турнеја со Mayhem и Marduk или пак американската со Behemoth, Rotting Christ или Deicide. Барем еден од овие пакети комплет да успееше да ги донесе Зиле од Терор во кај нас, ќе бев пресреќен. Албумот го отвара This Vengeful Winds, нежно, со разложени акорди на клин гитара и тоа се единствени тивки ноти кои ќе ги слушнете на албумот, со длабок грол најавувајќи ги овие злокобни ветришта, ураганот на омраза кој ќе одве крилја на ангели, доловен со моќните death metal рифови, навев на бластови, проникливи гитарски лидови, сола со гнасни флажулетки за да се добие застрашувачка епска димензија на овој бенд. Преку разорниот звук ќе согледаме дека на чудовиштето не му се пишува најдобро, потврдено од The Ephemeral Curse. Животот е краток и осуден на клетва на смрт и го трошиме на алчност, гнев и војна, проследен со зверски тапани пич хармонии за сечење вратови, од која се извиваат неколку москавични сола. Во God's Last Breath дознаваме дека со последниот Божи здив се гасне сонцето, кое има градација од татнеш на спор и траурен ритам на мид-темпо на кој ќе се уништи универзумот за нивните death metal брейкдауни од пеколот. Затоа агресивно започнува Adversary, во која вербата е пропаста на човекот кој ќе се соочи со ордата на нејзините противници, со еден френетичен риф помеѓу, од кој што ќе никне солото на гитара и успорува кон крајот кога Росија повикува четата. Attrition спорадично го наметнува безнадежниот свет на болка насекаде, исцртан со секој испукан риф, на кој си бенгаме во нашата пропаст, каде бластовите доаѓаат на крајот на распадот. Во Bend Towards the Dark подсетуваат дека во срцето имаме отров кој не труе со омраза, станувајќи само бендисани, лакоми робови на лицемерие, каде наездата на какофонични рифови и бластови е олицетворение на таа омраза, за да дојдеме до мелодиските делници кон епилогот, отпочнувајќи ја втората половина на албумот. Тапаните го најавуваат почетокот на хост, на која се додаваат дисонантните флажулетки и рост на спорадичниот ритам најавува дека болест се шири насекаде и пренесува од еден на друг, означувајќи го почетокот на пропаста, каде токсични се мелодичните гитарски сола, тој плач и лелек на луѓето. Религиозната омраза се канализира во False Ascent со повикување на вознес од култови, идоли и богови во подигнати кралства кои ќе станат наши гробници, напоменува Рос, додека Вигна влече лидови како да слушаме Nile и Morbid Angel, каде има и тремоло на кое може да се навлечат фановите на Behemoth, например. Пред самиот крај на албумот се засекува агресијата и со една инструментална интерлута Banished, која е
составена од траорно пијано и ефекти на гитара, која на моите колеги музички критичари не им е померак, затоа што им го крши течението, а мене пак напротив ми се допаѓа, баш дека служи како предложка за епскиот финиш и што гитарата си зема простор низ мелодија да го илустрира протерувањето од рајот, пошто следува падот во Descent, која го затвора албумот како сублимат на моќноста на бендот, каде со подпаѓање на доктрини и лаги ќе си потонеме во пеколни понори, каде одсечениот дупли бас, бластовите, тремолото, разорните рифови се присутни во ова постепено сотрување, односно слог по слог. Омотот го работи Елиран Кантор, кој го знаеме од неговата работа на омотите на Тестамент и Креатор, кој е доста симплифициран, составен од детеријација на едно битие кое е проголтано од пеколот, држејќи се за гребен додека постепено потонува и се дезинтегрира. Immolation докажуваат со овој албум дека се еден од најконсистентните дед метал артисти кои никогаш пред се не разочарале со нивните албумски остварувања. Тоа е така затоа што се исклучителни музичари кои се предизвикуваат себе си да продарат до недопрени места во екстремната музика, со секојаш свеж пристап во правењето на рифови и нивна употреба за осликување на пропаста на светот. Последниот албум за кој ќе ви говорам вечерва, неговото настанување е најблиско далечено од нас, односно во Атина, каде музицираат членовите на мелодичниот black metal бенд Йоти Тирија, кои свират од 2019 година, релативно понов бенд, но од првата постава, ако не грешам, останате само басистот Jim Mutilator. До ден денес во овие 7 години имаат претрпено промени на сите останати позиции, па најтазе е новиот вокал Хи, кој пред 3 години го замени The Magus, кој беше во бендот од оформувањето. Гитарите ги владеат Николас Перлепе и Набериус, а натапани е Василис Ставринидис. Има досега издадено 3 долгосвиречки албуми, во пандемијата го издаваат EP-то Under His Way, а првиот долг студиски албум е As the Flame Withers од 2021 година за Pagan Records, по него следуваше одличниот Blazing Inferno од 2024 за Edge Circle Production, за албумот за кој ќе ви говорам денес да биде издание на огромните Metal Blade, каде и им е местото. Грчката метал сцена се разбира дека досега ја предводеа Rotting Christ и Septic Flesh, ајде да ги речеме и Firewind за павер сцената, дека имаат тие епитети, меѓутоа треба да се отстапи на Олимпеден трон и за Йоти Тирија, кои докажуваат со секој албум дека го заслужуваат тоа место. Симбиотската врска на жанрови стана уште поиндикативна на новиот албум Gone with the Devil, каде мелодичниот black metal беше надграден со heavy и doom елементи за да добие поепска димензија и мешавината беше зачинета со распространетите фолк елементи на секаде, дали во ритам, дали во мелодиските линии. На рамниште на мелодичниот black metal секако дека ќе најдете сличности со Dissection, Windir, Rotting Christ, Nocturnal Mortem, Black Braid, Tulkandra, Sacramentum и многу други бендови. Тоа значи дека ќе се романтизира сатанизмот и ќе си поиграме со окултизмот на ова издание, кое започна со Dare to Rebel, каде се пробудени од лавочините, родени од неправда и ослободени од синџирови битија, подготвени за бунт, со траорен одек на фолк мелодии покрај гролот на Хи, пред да бликнат мелодичните гитари, давајќи ни можност да предпоставиме како би звучеле Dimmu Borgir во малкански мелос, со тоа што со клин вокалите воведуваат и даркерски My Dying Bride елементи, Moonspell елементи пред се, што значи дека ќе има и doom и heavy елементи, чинители кои ќе се спојат со племенската ритмика и мейденски терци, односно во ведната композиција може да ги наслушнеме сите нивни влијанија за да се добие епска димензија овој бенд. Woven Spells of a Demon ги оправдува мелодичните black metal чинители со гитарската мелодија, каде Хинис Клин вокали опева поврзување со демон фрлајќи магиски клетви насреде ноќта, додека пиркаат фолк елементите и дојдат до израз во дувачки облик. Грандиозноста на звукот е задржана во секоја композиција. Во The Blind Eye of the Antichrist надоаѓа начин од една страна да ја
воспеа српската христијанска песна со женски хор, наспроти која го повикуваат и господарот на морињата и пламењата да се противи на рајската гарда од серафими и херувими во победна песна за баланс, не за нешто друго. Синглка со одличен видеозапис кој дава една сосема поразлична димензија со прекрасното рокерско гитарско соло во неа. Ај Тотем морничаво заканувачки се доближува со спорадичниот ритам и гролот на Хи, која воспева тајната магија на природата зачувана од давнина, пренесена низ ветрот, пред да преструјат немилосрдни бластови и наслушна терци на балканскиот фолклор на гитари, која се опеваат корењата пред се. Груверски рифови ја отвораат 3AM, со Парадайс Лостовски вокал на Хил го назначува вештерскиот час во кој се отвораат портите и пристигнуваат демоните, но пристигнуваат и гитарските мелодии и се завршува во стишен рецитал. Фолклорната балада ќе да биде на албумот Give My Beautiful Hell, еден споровозен полноќен незапирлив танц, наликовој на Танце Макабре, каде се вие орото во позадина додека Хи скрима и гитарите вијат. Хоровите ја отпочнуваат Once in a Blue Moon, за да се пробуди темнината и прави чудеси и антихристот на сина месечина во оваа несвета химничност, со моќен бресок на Хи и мид-темпо рифови во тој мелодичен израз и се надоврзува и Blessed Be the Who Enters, која ја предводат мелодични гитарски делници за сите кои одат од загробниот живот. Оваа песна е патоказ, дека темнината носи светлина и патот на левата рака ви е на располагање за спасение. Која ќе дојде на ред The End of the Known Civilization, за античкото знаење кога согорува пламен, од кој се издигнуваат Луциферовите црни крилја, означувајќи го крајот на човештвото, спакувана е во black metal облога, која му доликува на еден бехемот, например, и ги тенча границите на нивниот епски призвук, па на време го спасува албумот со затворањето Harrod Government Fallen, без да станат неизлечиво редундантни, па за крај се разбира дека има соодветна молитва, заклетва, како и да милувате да го условите збирот на душите во новото подземно кралство. Обивката ја работи Хсин Кунг, следејќи традицијата на хипердимензионираните демонски битија со рогови како централна фигура која ја надвиснува земјата, што се присутни на сите албуми со оружје во раката и превртен крст на стомакот, ама на нивниот албум има и една лилитка која го надвиснала, а можеби и го раководи, правејќи ја поблиска до естетиката на некоја видеоигра отколку на слика на платно. Јотирија стана музички амбасадори на балканскиот мелос, кои го спакуваа на најдобар можен начин со легурата на мелодичниот black metal, за да може да свати за што станува збор еден скандинавец која ќе ослушне материјалот, ама воден од фолк мотивите и мрачната димензија да може да се лоцира на Балканот, што сведочи за моќта која ја поседува музиката да ги надмине сите граници кои ќе ги подигне човештвото, и се надевам дека со нивното доаѓање во Скопје и свирење на Скопје Фјури ќе може да го во живо да ја долова тоа мрачна убавина која ја поседува нивниот звук. Албуми кои имав можност да ги преслушам и да ви ги препорачам за слушање од Death Metal сцената, морам да пофалам дека ветераните издадоа одлични албуми, како што е случајот и со Monstrosity, со нивниот Screams from Beneath the Surface. Од техничката сцена поблизок проблесок пред се имаше и новиот албум на брзозборците Archspire со Too Fast to Die, како и Vomitory for Goren Country со нивните опасни дети треш рифови. Од Black Metal сцената се истакна мелодичните Non As Deus со Blessings and Curses, атмосферичните англиски пагани Winterfield со The Unyielding Season, Уада со EP изданието Interwoven извади unplugged верзија на нивните мелодични Black Metal композиции, да ги доживееме за прв пат во ново руво, а Black Thrasherите, односно Speed Metalzите Bewitched го издадоа Diabolical Death Mess и не разочарува со уште еден албум препознатлив за нивната брзина и агресија. Не стигна да го преслушам новиот албум на Venom, иницијаторите на Black Metal музиката воопшто, кои се вратија на сцена со новиот нивен албум Into Oblivion, но за него ќе ви говорам кога ќе правам преглед на албумите за мај, односно за овој месец. Од прогресивните албуми секако дека мора да се напомене продолжувањето на сагата на Green Carnation, на Dark Poem, втор дел, односно Sanguius,
Потоа Spirit Adrift го издадоа Infinite Illumination и ја затворија кариерата со нивниот последен албум на највисоко можно ниво, достигнувајќи ја големината со помош на Heavy и Doom влијанијата. Во Industrial водите се вратија и Nine Inch Nails по соработката со Boys Noize и нивниот Nine Inch Noise, со една агресивна соработка која се надевам дека ќе го потсети тренд да се врати на мрачната страна на неговата музика. За љубителите на космичкиот death metal на располагање истоимениот албум од Devoid of Thought. Исто така, долго очекуваниот албум на Титаните, мелодичниот death metal at the Gates, го издадоа минатиот месец The Ghost of a Future Dead, последниот на кој пее Томас Линдберг пред да почине, и покрај нив и минатогодишните гости на нашата држава кои свиреа во Скопје Терор издадоа нов хардкор албум, едно 27-минутно луто пиперче, Still Suffer. Протераните фолк металци од Блискиот Исток Мелечеш го издадоа нивниот Sentinels of Shamash, и признавам дека многу метал албуми мене ми се преостануваат непреслушани, но и јас немам бесконечно слободно време на располагање, така што од тие 80 албуми кои ги земам предвид секој месец, една четвртина барем се обидувам да преслушам, па од нив да изберам 6 за оваа емисија за представување, од кои некој ќе заврши на листата на албуми на годината според Dance Macabre за 2026 година. Денес имав можност да ви говорам за албумите на Corrosion of Conformity, Good God Bad Man, Melvins и Napalm Death со Savage Imperial Death March, Nervosa со Slave Machine, Body Snatchers со Hell is Here, Hell is Home, Immolation со Descent и Yot Iria со Gone with the Devil. На крајот на емисијата ќе слушнеме се разбира Yot Iria со три композиции од нивниот нов албум Dare to Rebel, The Blind Eye of the Antichrist и 3AM. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 648-миот гримуар на Dance Macabre и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Dance Macabre, слушајте гласна музика, за да не бидете роб на систем кој сака тивка контрола. Чао!